Добро утро, почитувани гледачи. Фактор здравје со ново издание точно на време во 9 часот и 15 минути. И утрово отвораме нова тема. Зборуваме за терапија со антихистаминици, како да се ублажат симптомите кај алергиите и алергиските реакции, колку време можат да се користат, дали имаат несакани ефекти, дали некогаш правиме грешка при нивната употреба. Колку е важна и исхраната, дополнителната суплементација, но не како замена на основната терапија, туку едноставно како поддршка. На оваа тема разговараме со Елена Китановска, магистер фармацевт, менаџер на градска аптека Скопје. Добро утро, Елена, и добре ни дојде во емисијата. Добро утро, ви благодарам на поканата. И на почеток ќе споменеме што се алергии, зошто се толку чести и зошто се поголем дел од популацијата се жали на некаква алергиска реакција која не е само во одредена сезона, туку буквално во текот на целата година. Така. Алергиските реакции се всушност одбранбен одговор на организмот кон нешто што е безбедно. Поленот што се јавува сега во сезонските алергиски реакции е всушност безбеден, но нашето тело, нашиот имун систем го детектира како опасен и како резултат на тоа го зголемува ослободувањето на хистаминот од мастоцитите. Хистаминот е супстанција која што ние си ја имаме во нашето тело и е одговорна и учествува во многу процеси кога е во балансирана концентрација. Во тој случај помага во многу функции, во функцијата на мозокот, концентрацијата, будноста зависи од хистаминот и во многу други процеси учествува, но кога има зголемена продукција на овој хистамин, тогаш се јавуваат и алергиските реакции, реакцијата всушност на организмот како резултат на борбата со зголемената концентрација на овој хистамин. И тука се јавува солзење на очите, печење на грлото, течење на бистар секрет од носот, гребење во грлото и други реакции кои што се карактеристични за сезонските алергии. Кога станува збор за хистаминот во нашето тело, тој се ослободува како резултат на врзување за имуноглобулините за мастоцитите. Всушност процес кој што настанува поради зголемената реактивност на нашето тело кон толку безбедни частички. Значи, најчесто го поврзуваме со овие симптоми кои што ги спомена на алергиската реакција, но тој си има многу поголема и поширока улога и во организмот и во телото. Кога би зборувале за причините и факторите на ризик кои придонесуваат и доведуваат до алергија, е комплексен целиот тој процес, но барем основното, што би било кое што е како причинител зошто алергиите се толку чести? Алергиите можат да бидат генетски, може да се јават како зголемена сензитивност на хистаминот, но најчесто ние што гледаме сега, се повеќе и повеќе луѓе се жалат на алергиски реакции. Има луѓе кои што никогаш претходно немале алергиска реакција, а правуваат дури во 30-тите, 40-тите, 50-тите години од својот живот, иако претходно немале никакви алергиски реакции на ништо во претходно. Причината поради која што настануваат овие алергиски реакции подоцна во текот на животот е комплексна, но суштината е тоа дека произлегува од нарушен микробиом во самите црева. Што значи тоа дека во цревата има дисбиоза, односно нема доволно здрави бактерии и функцијата на самите црева е нарушена, па тоа резултира со зголемена пропустливост на самата цревна мембрана. Тоа значи дека кога ние внесуваме храна, наместо да се апсорбираат само хранливите материи, се апсорбираат и многу други токсини. Во прв момент не делува логички дека може да се поврзе, но имуниот систем не е во одредени делови од телото, туку тоа е една комплексна целина. И кога се нарушува имуниот систем како резултат на нарушена цревна бариера, тука веќе почнува да се бори имуниот систем со се што што не е негово, што му е страно тело. Го препознава како непријател. Сите се препознава како непријател и тој се алармира. Се зголемува самата продукција на имуноглобулините и иако настанува како резултат на цревната флора,
имуноглобулините се низ целото тело, па така се активираат клетките кои што се на носната слузница, во грлото, се активираат мастоцитите и на тој начин, како резултат на зголемена продуктивност на овие имуноглобулините се врзуваат за мастоцитите, а од мастоцитите всушност произлегува хистаминот. Кога се зголемува овој хистамин, тогаш се јавуваат и алергиските реакции. Симптомите на алергиските реакции се јавуваат на горните респираторни патишта, иако самата причина всушност е од цревата. Тоа што се случува во цревата е, како да кажам, може да биде причина за нова алергиска реакција нели кај некој и долготрајната изложеност на алергените, пример 3-4 години да е изложен на одреден алерген, и тоа се акумулира, и на крајот делува во последната година со алергиска реакција. А дополнително тука веројатно доаѓаат во предвид и останатите нели ризик фактори на кои што сме изложени од надворешната средина. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме до каде што застанавме. Останете со нас, следете не до самиот крај и повелете, јавете се и поставете прашање. Со Елена Китановска, магистер фармацевт, менаџер на градска аптека Скопје, зборуваме за терапијата со антихистаминици, како да се ублажат симптомите на алергиската реакција и да се подобри квалитетот на живот и секојдневието кај оние кои што се соочуваат со овој проблем. Има луѓе кои што буквално секоја година, Елена, во истиот период од годината ги имаат истите симптоми. Знаат ли сите дека станува за алергија или никогаш се меша со настинка, посебно кога е оној постуден малку период, меѓутоа настинките и вирозите ги има и во летниот период. Да. Често пати на нас не се случува и во пракса да дојде пациент со одредени симптоми и да бара лекови против настинка и ние знаеме дека не станува збор за настинка. Мора да се направи разграничување помеѓу симптомите на алергија и симптомите на настинка. Кај настинките, симптомите најчесто траат 7 до 10 дена. Се јавува малаксаност на целото тело, температура може да се јави, покрај респираторните симптоми, но доколку има симптоми кои што се слични на овие, но се без малаксаност, без температура, без болки во телото, тогаш може би треба да се направи една разлика, самиот пациент да се запраша што всушност има и да не третира алергиска реакција со терапија нели за настинка. Тоа се почесто се случува затоа што, како што кажав, се повеќе има луѓе кои што имаат алергиски реакции и затоа треба да се посети алерголог за да се направи, да се дефинира дека е таа диагноза, затоа што и самите пациенти ќе приметат дека терапијата што сакаат да ја земат всушност нема воопшто и да им помогне. И ќе им продолжат симптомите, ќе се нервираат, нема воопшто ништо да им помогне, ќе им се наруши едноставно квалитетот на животот. Така. Едноставно ја примаат, а подобрувањето не го имаат, па пробуваат нешто друго, па повторно некако во целиот тој круг се вртат. Велевме порано, ако во детството се јави алергијата, тогаш ја имате алергијата, ама сега е веќе сосема поинаква ситуацијата. Сега некогаш некој човек кој што никогаш не имал алергиска реакција може да се соочи со тој проблем. Ќе се задржиме уште малку на таа цревна микрофлора, микробиомот за кој што многу е важно да се зборува и да се потенцира. Тоа што е, како да кажам, во новото време е тоа што сите живееме брз начин на живот. Тоа подразбира дека ние не генерализирам, ама поголем процент од луѓето храната која што конзумираат е преработена. Конзумираат многу шеќери, не внесуваат доволно влакна, не внесуваат доволно пробиотици и овој начин на исхрана резултира со нарушување на цревната микрофлора. Тоа настанува како резултат на тоа што нема доволно здрави бактерии во цревата за да можат да ја преработат оваа процесирана храна. Таа вистина му штети на организмот. Не зборуваме сега денес за утре, туку на долг рок. Ако не се вметнува овоше свеж зеленчук во исхраната, тогаш тоа на долг рок резултира со нарушување на цревната микрофлора, со зголемена пропустливост и тоа е всушност тоа што нам сега ни се случува да секој втор, така кажано, има алергиска реакција поради
главната причина е пропускливоста на цревата. И од тука произлегува цела една низа на имунолошки реакции, активирање на имуниот систем, влошување на имунитетот и така и натака до појавата на алергиските реакции во момент кога ние не го очекуваме од причинител што реално е безбеден за телото, а телото го регистрира како небезбеден и всушност се потекнува од здравиот начин на исхрана. Повторно ќе се вратиме на она дека ако квалитетно и здраво живееме, така го смениме начинот на живот, не само за алергиите, туку буквално и за се друго, така ќе го подготвиме или ќе биде во добра кондиција организмот да се справи и да се соочи со се. Исхраната, покрај исхраната и доволно сон, доволна вода, колку што е можно повеќе да се намали стресот, затоа што и кортизолот како резултата на стресот доведува до низа на реакции во телото кои што се бурни за нашиот организам. Така. Имаме веќе гледач на линија, јас само уште еднаш ќе потсетам, можете да се јавите да прашате и конкретно за оваа тема која што утрово ја обработуваме, но и за се друго што ве интересира да се консултирате со фармацевт. Добро утро, повелете. Добро утро, Биле. Поздрав. Ве слушаме. До вас и до прекрасната докторка. Вака, Биле, да ти кажам, јас стално ве слушам, мислим и многу ми помагат докторите. После, мислим, короната, некако знаеш, нели сите малце така, нешто операција тамо вамо. И сакам да ја прашам докторката сега, например, кога легнем и додека да искочим, како да ви кажем, се бале по надвор, се ме боли, знаеш. Убаво рече да пием вода и не пием се вода и чим искочим по надвор на секој собале, гледам така многу на храната и после нозите престана да ме болат. Од што може тој да биде, например? Еве, додек легам, некад не ми се станува, се живо ме боли, а чим собајлето завршим работа и ми помине. И викам, бев на доктор, провери се, малце тој само маснотиите ми биле покачени, дадеа ми лекови, да видим оваа докторката што ќе ми каже и да ви посакам, Биле, се најубаво. Поздрав. Чувствувате како мускулна болка? Добро, се исклучи гледачката, бидејќи и на вакво променливо време често знаеме така да се пожалиме дека чувствуваме некаква нелагодност, непријатност, ама потоа едноставно тоа се повлекува. Се повлекува. Можно е во вакви ситуации поврзаноста временски да се поклопуваат работите, но да не е причината за болката цревата. Но здравјето на цревата сепак е многу голем фактор во целокупното здравје. Тоа што е важно е да продолжи пациентката да пие многу вода, да внесува влакна во исхраната. Тоа значи да колку што е можно, ние препорачуваме вака тоа што е најдостапно за нас, нели, како исхрана, јаболките многу помагаат за работата на цревата, пробиотици, но во случај нели да не се како суплементација со пробиотици, нели како додаток, кефир. Кефирот е многу богат извор на здрави бактерии. Пробиотските култури може и од јогуртот да се добијат, но најважно тие, како да кажам, две компоненти, зеленчук и овошје во исхраната, во овошјето има влакна кои што се битни, да проба еден период само со сирова исхрана, да не внесува преработена храна еден период, да видиме дали цревата се причината, нели, за всушност за болките што ги има она во телото. Можно е да е и друг проблем. Затоа сепак е треба, нели, да проба, еве вака, да проба со исхраната да регулира и доколку не се намалат симптомите, доколку она се направи како што треба, и исхрана, и вода, и одмор, и се, доколку пак продолжат овие симптоми, ќе мора да се најде причината, а тоа сигурно ќе биде нешто покомплексно и кај лекар. Така. Веројатно и мислеше на проблеми во стомакот, така, со цревата, па велиме редовната столица многу е важна кај секого, без оглед на возраста. Малку кај повозрастните чест е проблемот со Тоа што се случува кај повозрастните, тоа што се случува кај повозрастните пациенти е што самата биологија на телото забавува. Многу лесно објасниво е, забавува и работата на цревата. А ако сме имале ние во младоста силна перисталтика на цревата, тие силно работеле, како што стариеме ние, стариат и нашите црева. Перисталтиката станува побавна. Многу побавно се празнат цревата и тука има многу чести грешки што ги сретнуваме ние во пракса.
да цело време се потпомага тоа со некои додатоци што предизвикуваат после тоа зависност вистинска од овие додатоци. Тука си го нашле решението и спасот. Така, треба малку повеќе со исхраната и движењето. Нели велат, иако во подминати години, ама кој колку може да се раздвижува. Да. Решението не сме да биде во овие брзите решенија не сме да бидат на долг рок да се потребуваат, после тоа предизвикува многу поголеми проблеми, вистинска зависност од овие додатоци, и ако не се вметне повеќе вода и повеќе растителни влакна во исхраната, тогаш тоа ќе резултира со навистина многу поголем проблем понатака. Ќе треба цел живот да продолжи со такви додатоци за подобрување на празнењето на цревата. Така. Кога зборуваме за алергиите и терапијата за алергии, тука се антихистаминиците. Тие не го уништуваат хистаминот, туку само ги блокираат, односно така тие негови рецептори за да се ублажат симптомите. Што околу оваа терапија? Антихистаминиците се всушност има две генерации на антихистаминици. Првата генерација постара, во редовна пракса не се употребува, почесто е во клиничките услови, каде што се потребни брзи интервенции, нели, кај алергиски реакции во тие случаи. Тие предизвикуваат, ја поминуваат и мозочната бариера тие и предизвикуваат заспаност, нефункционалност, многу влијаат и на централниот нервен систем. Тоа е првата генерација на антихистаминици, но тоа што во денешна употреба е лекови кои што се ОТЦ, се втората генерација на антихистаминици, што всушност имаат многу послаби несакани ефекти од првата генерација. Механизмот на дејство е да спречат хистаминот да се врзе за неговите рецептори. И на тој начин хистаминот нема никакво дејство, се останува во нормални концентрации и вишокот на хистаминот едноставно не се врзува за рецепторите. И на тој начин се намалува хистаминската реакција и се намалуваат и симптомите на алергијата. Кај овие антихистаминици добро е да кажам што може да се користат и овдека има повеќе различни лекови. Некои имаат со посилен седативен ефект, но е пак послаб многу од првата генерација. Некои имаат што е многу слаб седативниот ефект, тоа што викаме дека кога ќе се напијаме или се приспива, или пак тие може да се употребуваат и во ситуации каде што има несоница и анксиозност за третман на несоницата. Затоа што имаат благо седативно дејство и мора многу да се внимава со овие. Затоа треба да се консултира здравствен работник во врска со тоа каков антихистаминик да земе еден пациент, затоа што одредени антихистаминици кои што имаат поизразено седативно дејство апсолутно не сме да се користат кај пациенти кои што треба да имат работа со управување со возило, со машинерија, кај постари пациенти кои што кај нив може дури да предизвика и падови, може да предизвика и конфузност. И затоа мора многу да се внимава со тоа кој антихистаминик ќе го одберете да го пиете. Генерално се безбедни, мора да се внимава на некои категорија, нормално како и со сите други лекови, на некои категории на луѓе. И кај нив всушност ефектот е да се намали хистаминот во организмот и на тој начин се намалуваат сите симптоми на алергијата. Можно е да има интеракција со други лекови, бидејќи голем дел од пациентите имаат хронична терапија за други здравствени проблеми. Интеракциите се многу ретки со овие антихистаминици, многу се ретки, но нормално доколку земате антихистаминик и приметите било каква промена во вашето тело додека сте на терапија со антихистаминик, мора да го пријавите тоа кај вашиот лекар или кај фармацевтот. Така. Начинот на земање, како и за секој друг лек, само со вода. Само со вода, така е, само со вода. Исклучиво, бидејќи има луѓе кои што ќе речат можам и со сокчето, можам и со газиран сок, можам и со мора да знаете млеко или со нешто друго да го испијам, да ја испијам таблетата. Многу е важно затоа што самиот пациент ќе примети дека има послаб ефект и ќе кажеме на ова не ми делува, никогаш нема да се сети дека можеби причината за тоа е сокот од портокал што го испил или пак млекото што го испил со таа таблетка. Мора да има разлика
помеѓу земањето на другите течности, ама во секој случај таблетката да се земе со вода. Така. Кога пациент ќе дојде во аптека, велиме кога се полни амбулантите, полни се и аптеките, бидејќи треба да се подигне терапијата за да се ублажат симптомите, дали за алергија или за што и друго да станува збор. Може да ги прашате дополнително нешто, прашуваат тие сами како да го пијам лекот, ми го препорача ова, можам ли нешто друго дополнително? Таа комуникација меѓу пациентот и фармацевтот е верувам многу важна и значајна. Секогаш, затоа што ние сме најдостапните здравствени работници, нели? И сме достапни апсолутно во секое време за пациентите. Имаме и консултација со пациентите, ние имаме и телефонски консултации. Секој кој што сака да праша, секој кој што го интересира нешто во врска со терапијата, затоа што терапијата нели е наша, лековите се наша специјалност. Имаме ситуации нормално каде што ние советуваме дека има погрешен пристап кон симптомите, пациентите се насочуваат кон погрешна терапија поради претходно така им помогнало, па ќе продолжат и сега така, но не станува збор за истите симптоми. Има сега конкретно кога станува збор за алергиите, ние имаме прекумерна употреба на деконгестиви за нос. Затнате носот, отече на слузницата и спречето за нос цело време, јасно и гласно кажувам, спречињата за нос никако подолго од 5 до 7 дена, затоа што вистина предизвикуваате зависност на слузницата. Слузницата после тоа станува зависна од овие спречиња за нос и понатака одвикнувањето од овие спречиња е многу потешко отколку само едноставно да се прекине употребата после 5 до 7 дена. Тука станува таа конфузија помеѓу алергиски ринитис и затнат нос како резултат на настинка. Кога станува збор за затнат нос од настинка ќе помине после 5 дена. Се додека има алергени, затнат нос ќе биде присутен се додека има симптомите на алергијата. И во тој случај, тоа може да трае со месеци алергиската реакција. Не смееме никако со месеци да користиме деконгестиви за носот. Постои терапија, како што кажав, таблетарната со антихистаминици, постојат антихистамински капки за очи, антихистамински спрејови за нос, кои што се безбедни, подолго трајно да се употребуваат. И се наменски, да. Грешка се прави некогаш во поглед на користењето? Дали и сакав ова да прашам. Велиме кога станува збор за алергии, добро е пациентот кој што знае дека има секоја година во ист период од годината алергиска реакција да направи претходна подготовка. Но дали таа подготовка да биде со антихистаминици или на друг начин со дополнителна суплементација или пак со исхраната? Бидејќи она што го слушнав сега, нели, антихистаминикот ги блокира рецепторите на хистаминот. Не е работата да го уништиме, тој мора да го има во организмот. Хистаминот мора да постои во организмот. Алергиските реакции се јавуваат како зголемена концентрација на хистамин. Кај некој кој што знае дека секоја сезона јавува алергиски реакции и сака не можеме да ги уништиме, можеме само да ги намалиме симптомите до ниво да бидат само едноставно солзење на очите, да не се јавува проблеми со дишните патишта. Има некои што имаат и кожни алергиски реакции. Постојат природни додатоци кои што се всушност во основа антиоксиданси, кои што треба да се користат во текот на целата година за да кога ќе стигне моментот со силната бурна алергиска реакција, да симптомите бидат помалку изразени. Тука спаѓа кверцетинот како моќен антиоксиданс, кој што може да се користи, може да се зема во текот на целата година како додаток, но и како дел од исхраната. Кверцетинот го има во црвениот кромит, во јаболките го има и може да се користи во текот на целата година како припрема за алергиската реакција. Покрај кверцетинот многу голема улога има и витаминот С. Витаминот С го намалува алергискиот одговор на телото како антиоксиданс и дополнително му помага на кверцетинот за подобро да се апсорбира и подобро да делува. Меѓу другото и омега-3 масните киселини, ЕПА, од омега-3 масните киселини, учествува во намалување на создавање на простагландини и леукотриени. Простагландините и леукотриените се компоненти кои што заедно со хистаминот учествуваат во сите алергиски реакции.
доколку тие се вметнат во секојдневната исхрана, нели, како витамин С, како извор од портокал, од лимон, секојдневно да се употребува, риба за омега-3 масни киселини, спанаќ, блитва, кел. Сите овие доколку се внесуваат во текот, нели, сезонски, во текот на целата година, доаѓаме до моментот, до првичниот момент на здрави црева и до заклучок дека лекот за се е всушност правилната исхрана. Така, и многу е важно да ја облажиме таа симптоматологија која што токму во сезоната на алергии знае да биде многу бурна и многу да го измачува пациентот. Ке погледнеме уште еден блок реклами, само да прашам дали имаме гледач на линија. Ама слушайте, јас сакав да прашам, имам Да, во програма сте, повелете. Дерматитис. Дерматитис имам, пием апчина Ровенан, Лоредес, едни грчки ги пием, Атарих, Декуртал и се прскам со пантенол. Нешто што можете да ми кажете, да објасните, што да употребувам. Веќе многу апчина употребив, немам од никој дејство. Така, добро. Пријатно и фала. Ви благодариме за јавувањето. Ќе погледнеме блок реклами, останете со нас до самиот крај, веднаш по рекламите, советот и препораката токму за вас. По рекламите продолжуваме и да го дадеме Елена советот и препораката до гледачката, иако спомена дека повеќе препарати и повеќе лекови користи, нешто локално, нешто таблетарно, ќе се согласиш ли дека кога станува збор за кожни проблеми, малку подолготраен е процесот на лекување, на ублажување на сите тие симптоми, малку поголема упорност и од страна на пациентите во користењето? Тоа што се пожели пациентката е дека она веќе зема премногу таблети, таблетарната терапија веќе и пречи. Во овој случај морам да напоменам дека е упорен, дерматитисот е упорен и бара долготраен третман. Може, доколку сака, нели, да се консултира со секој еден фармацевт во однос на тоа каква е терапијата што таа ја зема. Се случува за жал во пракса да има прекумерно земање на таблетарна терапија и особено кај постарите пациенти тоа предизвикува проблем. Може да се случи дури и заборавање на некоја круцијална терапија, некоја која што е нели за хронично заболување, поради тоа што има премногу таблетки. Мора да се организира, мора да се види со фармацевт за да видиме дали терапијата може да се поедностави, да се консултира и колку време веќе е на оваа терапија за тој конкретен проблем. Треба потребно повеќе време, доколку забележува дека после одредено време не се намалува дерматитисот, повторно да се јави кај дерматологот за да види дали би треба да се смени терапијата. Од аспект на локално делување постојат повеќе препарати кои што можат да се користат, но пак тоа зависи од самата состојба. Во каква состојба е кожата, до каде е лекувањето, дали треба да се смени спречето со пантенол, затоа што и самиот дерматитис може да се јави и во поблагано и во позасилена форма. Третманите може да бидат и посилни во овој случај, не само пантенол спреј. Но пак тоа ќе кажам дека зависи, мора да се консултира нели со дерматологот и со лекарот за да од таму каде што е препорачена нели оваа терапија, да. Некогаш и сами можеби на своја рака земаме нешто мислејќи некому ќе помогне, некому можеби не, ама затоа велиме консултацијата со лекар секогаш на прво место и секогаш она што е препорачано од лекарот треба да го користи. Јас разбирам дека е многу терапијата, ама никако да не се пропушта ништо од терапијата. Така, да. Топли сончеви денови се оди надвор од земјава на кратки одмори, на подолги одмори, заштита од сонцето, бидејќи честопати многу луѓе веќе во овој период имаат и алергиска реакција од сонце. Како да ја подготвиме кожата претходно за кога ќе дојде моментот на изложување на сонце? Да, многу е важно, дури иако нас не делува дека нема доволно сонце надвор за да не испече кожата, многу е битно со првите сончеви зраци да бидат и првите слоеви на заштитен фактор на кожата, со тоа што задолжително на лицето и на вратот фактор 50 за заштита,
на сите изложени делови од телото, колку што е можно полесна облека, памучна да биде во посветли бои. Истото важи и за возрастните и за децата, со тоа што кај децата потребно заради самата природа на дечињата почесто да се мачкаат на лицето, на рацете, секаде каде што они имаат контакт фаќаат, за да имаат цело време заштитен слој на кожата. Дополнително да се носат капчиња, шишери и да бидат покриени деловите од кожата кои што се најосетливи на сончевите зраци. Кога станува збор за терапија со антихистаминици или пак некогаш и во моментот ако имаме потреба да се напиеме, треба да внимаваме во кој период на денот го земаме тоа? Различните антихистаминици имаат различно дозирање. Препораката за тие кои што имаат благоседативно дејство е да се земат навечер, иако тие една таблетка може да делува и во текот на целото деноноќе. Но постојат и такви кои што може да се земат и наутро и не предизвикуваат никакви седативни дејства. Многу е важно да се напомене дека антихистаминиците како терапија за алергиска реакција се земат од моментот кога ќе се јави алергиската реакција. Не можеме да направиме да го спремиме ние телото да не реагира на алергиската реакција ако земаме цела година антихистаминици и немаме симптоми. Тука се случува и една од почестите грешки. Антихистаминиците треба да се земат или непосредно кога веќе си го познаваме телото, или непосредно пред да почнат симптомите, или дури од како веќе ќе почнат симптомите, затоа што нивното дејство е моментално и олеснувањето на симптомите е моментално. Не е како додатоците кои што влијаат врз намалувањето, всушност на ослободувањето на самиот хистамин од мастоцитите. Тие се безбедни поради нивниот механизам на дејство и самата природа нели нивна, безбедни се да се користат долго време, но тука зборуваме за додатоците. Кверцетинот, витамин С, омега-3 масните киселини, но не и за антихистаминиците. Така. Кога одиме некаде на неколку дена надвор од постојаното место на живење, ајде сега ако сме во нашата земја, достапни ни се нели секаде да ги земеме оние основни потребни лекови кои што треба да ги носиме во нашата мала домашна аптека. Што треба да имаме и за себе како возрастни и за оние кои што се со деца? Тоа што треба да ни биде спремно во секој случај, особено кога станува збор за патување со мали деца, е аналгетик, антипиретик, нели, за нешто против болки, нешто за намалување на температурата. Потребни се пробиотици, затоа што каде да патуваме се сретнуваме со различна исхрана, не знаеме како таа храна ќе му влијае на нашето тело. Препораката е во текот на патувањето и некое време пред да патувате, а особено ако знаете дека патувате во непознат предел, каде што не ја знаете храната, пробиотиците да се земат и 2-3 недели однапред, за да не се случат проблеми дигестивни во текот на патувањето таму. Му правиме подготовка на организмот и на телото претходно. Да. Како што кажав, нели, освен како додатоци, тие може да бидат и како природни извори, кефир, пробиотски јогурти и слично. Заштитен фактор, нели, сега во овој период, мора резерва е, особено со мали дечиња, сирупче против алергија, затоа што тие дечиња уште не име развиен доволно имуниот систем, може да реагираат на било што, буквално, како безбедна алтернатива да се користат. Да. Стомачните вируси дали се присутни во овој период? Се жалат ли многу луѓе барајки нешто терапија за помош? И стомачни вируси и дури се случува сега почесто и комбинација на стомачен вирус со горно-респираторен вирус. И тоа се случува да се почесто и почесто, чисто од причина што период на промена е. Период на промена и нашето тело додека да се разбуди од зимскиот сон, му треба и на имуниот систем време да се разбуди за да може да реагира соодветно. Така, и променливото време си го прави своето, бидејќи честопати знаеме да се пожалат луѓето и на стомачен вирус или пак некаде кога одите и патувате, затоа основно во аптеката да не претеруваме, ама главните работи да ги носиме со себе, за се што ќе ни притреба да го имаме во моментот. Антихистаминик е добро да имаме секогаш при рака? Да, особено за некои ненадени алергиски реакции. Да, бидејќи не знаеме каде во контакт со некој алерген ќе дојдеме.
Се на крај како заклучок кога би извеле, кога станува збор за алергиите, како претходно нешто да направиме, така за да ја ублажиме алергиската симптоматологија или пак да не бидат толку чести и застапени кај популацијата? Тоа што е важно е да се промени начинот на исхрана кај оние кои што го немаат се уште променето. Мора да се внесуваат повеќе сирови овошје и зеленчук, растителни влакна, пробиотски култури, мора да се одржи најосновно да се одржи здравјето на цревата и на цревниот биом, за да понатака целото тело, сите процеси да се течат нормално. Истото важи и нели за имуниот систем, за реакциите алергиски, се потекнува од тоа. Подготовка годишна со антиоксиданси, кверцетин, витамин С, омега-3 масни киселини и терапија со антихистаминици само кога е потребно. Елена, благодарам за гостувањето. Ви благодарам и вам. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте и ова утро. Останете со програмата на ТВ24, имајте убав и пријатен ден.